Скопски Агол и колешката Елизабета со низиниот гостин од киното Синеплекс. Елизабета, добро утро. Добро утро, се наоѓаме пред трговскиот центар Сити Мол, каде што се наоѓа и познатото кино Синеплекс. И она што денеска ќе биде наша тема на разговор во Скопски Агол, ќе бидат мерките и препораките на владата со цел спречување од ризиците за ширење на коронавирусот, а со тоа и затварање на сите кина во Скопје, меѓу кои и киното Синеплекс. На оваа тема разговараме со Билјана Јанкуловска од Синеплекс. Добро утро и добро дојдовте во Скопски Агол. Добро утро. Сега кој ја слушнавте мојата најава и јас би сакала за почеток да започнеме со тоа какви се вашите видувања по однос на оваа забрана и што се случува со репертоарот на киното. Дали сите оние предвидени проекции и премиери кои што беа предвидени за овој период ќе останат за после забраната? Значи, вака, Синеплекс како мултинационална компанија внимателно ги следи препораките на сите влади во државите во кои што има свој ланец на кино, така и во Македонија. Затоа ја донесовме одлуката да го затвориме киното во средата на 11 март додека важат препораките на владата, односно 24 март. Што се однесува до репертоарот, се што моментално беше предвидено да биде на репертоар ќе се продолжи од денот на отварањето на киното, со тоа што блиску работиме со нашиот букинг оддел, кој што е задолжен да го модифицира репертоарот онака како што одговара за нашите киносали. Меѓутоа, што е со премиерите кои што беа предвидени за овој период? За жал, врз премиерите ние локално не можеме да влијаеме. Веќе на светско ниво се одложени повеќе премиери, односно стартот на повеќе филмови. Сите знаеме за Бонд, дека е преместен за ноември, меѓутоа и вчера одек на вест дека се одложени и Дизни филмовите Мулан, Нови мутанти и потоа и Брзи и бесни. Франшизата која што очекувавме во мај, сега ќе ја видиме тек следната година. Она што е исто така важно да се спомена дека вакви мерки се практикуваат и во останатите држави каде што функционира киното? Да, значи ние прво почнавме со мерки на предпазливост пред да има владата изречено било каква забрана за оперирање на кино. Мерките ги изрековме во средата, меѓутоа потоа и затворивме. Еве веќе од вчера ги затворивме и киносалите во Грција, во Албанија и Црна Гора. Она што беше интересно како информација која што дојде од Синеплекс беше тоа дека уште пред да биде затворено киното имаше мерка на предпазливост во која што сите гледачи требаше да седат преку едно седиште. Се испочитува ли ова? Тоа беше во сила непон час пред да решиме да го затвориме киното. Таа препорака ја применивме во Србија, во Црна Гора, во Албанија, Косово, Хрватска, Словенија и Австрија. Секаде се применува и до ден денес, со тоа што ние не успеавме затоа што го затворивме киното после еден час. Какви се само уште ова реакциите на граѓаните, на сите оние кои што биле ваши редовни посетители? Ја прифаќаат нашата одлука како и препораката на владата и очекуваат да се вратиме во нормала по 24 март, каде што сите повторно ќе се вратат да ги гледаат филмовите кои што ги пропуштиле, ги очекувале. И само пред самиот крај уште едно прашање, ќе заврши оваа забрана од владата, меѓутоа што потоа, дали се очекува дека ќе се направи една темелна дезинфекција во која што ќе бидат безбедни и сигурни сите кои што ќе го посетат киното? Нашето кино и пред коронавирусот, значи генерално се чисти секое утро пред отварање на киното и во текот на денот се одржува на повеќе начини со повеќе средства за дезинфекција одобрени од одредените агенции за храна и за ветеринарство. Нашите работни површини секојдневно се дезинфецираат, така што и во време на грипови и вируси за време на зимскиот период тоа ниво на чистење е зголемено, така што тоа ќе се продолжи како што и редовно се било до сега. Значи дезинфецирано е киното без никаква паника. Билјана, ти благодарам за вклучувањето денеска во Скопски Агол. Ви благодарам и на вас. Ние се одјавуваме од пред Сити Мол, а следва во утренски брифинг е општествена сцена со колегата Влако Чаловски.